За време на оваа влада, на Зоран Заев и Мила Царовска, 2018 година, минатата година, е година со убедливо најлош, најкатастрофален наталитет и демографија во историјата на Македонија. Никогаш во историјата на Македонија немало помалце бебиња. Во 2018 година родени се 21.333 бебиња. Тоа е најлош резултат од како има статистика и демографија во Македонија наназад 70 години. Ако направите споредба на 2016 година, последната година на владата на ВМРО ДПМН, со минатата 2018 година, ќе дојдете до податокот дека бројот на бебиња, на живородени деца во Македонија е намален од 23.002 бебиња на 21.333. Уште еднаш, бројот на живородени деца, бројот на бебиња во Македонија за време на оваа влада, на Зоран Заев и Мила Царовска, е намален од 2016 година од 23.002 бебиња на 21.333 бебиња. Тоа е фрапантен пад, рецесија од 7,3%. Внимавајте, кога во економијата би имало рецесија од 7,3%, сите звона на тревога биле вклучени. А ова е доказ, ова е врвен доказ, дека во Македонија не дојде живот, дека она што демагошки Заев и превенцијата на СДСМ велеа за живот во Македонија, стана парола за живот во Шведска, за живот во Германија, во Канада и секаде во белиот свет. Ова е пораз и фијаско на политиките на Зоран Заев и Мила Царовска, кои што го укинаа надоместокот за трето дете, кои што водат антисемејни политики, кои што на крајот на краиштата придонесуваат преку иселувањето и економската катастрофа да имаме невидена катастрофа во Македонија и екзодус каков што немало 200 години наназад. Ете, тоа е она кое што сакаме да го порачаме од оваа пресконференција. Навистина бројките се фрапантни, загрижувачки и тоа го гледаме исто така, почитувани присутни, и со падот на бројот на учениците во уписите. Гледате дека имаме деновиве упис во прво оделение, имаме упис во гимназиите, имаме упис на универзитетите, секаде бројките паѓаат, затоа што имаме масовно иселување и екзодус од Македонија. Тоа е директен доказ дека едноставно Македонија имплодира, Македонија исчезнува, Македонија се сели и Македонија умира со оваквите политики на Зоран Заев и неговите 28 министри. Повелете дали имате некои прашања? Дали ВМРО ДПМН има свој принос во борба во демографската политика или се укина на доместоките да не више што Видете, ВМРО ДПМН е неброено пати на Комисијата за труд и социјална политика, која што во собранието јас ја водам. Неброено пати апелираше и до министерката Царовска, но исто така и до Зоран Заев како премиер, да не ги прават промените кои што ги прават, да не ги укинуваат на доместоците, затоа што поразително ќе се одразат врз наталитетот. Ништо не слуша. Ќе ви дадам само неколку податоци, господино Нешкова. Македонија беше единствената земја во Јужна Европа во која што имавме раст на бројот на родени деца од 2006 до 2016 година. Растот беше 2,8%. Растот беше, ако не ме држате да збор, некаде од 22.482 бебиња на 23.002. Македонија беше единствената земја од Јужна Европа која што го зголеми бројот на родени деца. Во исто време во Португалија имаше пад од 21% во родени бебиња, од некаде 120.000 или 112.000 на 79-80.000. Шпанија падна под 400.000, дојде некаде до 370.000 бебиња. Италија за прв пат во историјата падна под 500.000 родени. Да не ги набројувам другите земји. Грција падна од 116.000 на 89.000. Романија падна на 190.000 од 220.000. Бугарија исто така, Србија исто така и така натаму и така натаму. Македонија беше единствената земја
во овој период од 2006 до 2016 година, која што имаше сепак скромен, но раст во новородени деца, првенствено заради третородените деца во семејството. 2008 кога воведовме мерката, на ниво на Македонија имавме некаде околу 2700 третородени деца, во 2014 година бројката доаѓаше до 3700, 3800, 3900 третородени годишно. Значи, зголемување од 40%. Од 40% на третородените деца. Сега, сето тоа се анулира, сето тоа се ништи, Македонија и се иселува. На Македонија нумерички, екзактно, со бројки, со статистики, и се случува екзодус каков што немало 200 години наназад. Тоа е докажливо по бројот на ученици, тоа е докажливо по бројот на родени деца, по сите можни параметри. Значи, буквално ни се испустува земјата поради политиките на Зоран Заев и Мила Царовска. Тие за оваа работа имаат историска одговорност. Да. Актуелно е прашањето повторно околу продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство, кога ДПМН подготвува свој закон, дали треба да се продолжи мандатот на Катица Јанева и како? Дали сме капацитет, односно како треба да се споделени јавно? Ова прашање повеќе пати го имаме адресирано, за ова прашање зборуваше и председателот Мицковски во повеќе навради, така што тој повеќе пати го соопшти ставот на ВМРО ДПМН. Би сакал само да се надоврзам исто така и на една друга тема, доколку имате корист во прилозите и во вестите кои што ќе ги подготвувате, а се однесува на излетувањето на композиција денес во Скопје. Факт е дека железничкиот сообраќај во Македонија е во тотален колапс. Поради неодговорноста на владата на Зоран Заев и неговите 28 министри, имаме излетани возови, блокирани пруги со денови, имавме опасност од авионесреќа на небото врз Македонија, која што можеше да значи 200, 300 или не боже 400 загинати, така што апсолутно во Македонија, во делот на сообраќајот се случува фијаско, се случува аматеризам и се случува неспособност. Тоа треба да прекине, тоа треба да заврши, време е за оставки. Ви благодарам на сите што дојдовте на денешната пресконференција. Фала ви многу.